Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, амбасадорот на Кралството Шведска во Македонија Ола Солстро и постојаниот представник на UNDP Армен Григоријан денеска извршија увид на активностите во основните училишта Крсте Мисирков и браќа Меладиновци во рамките на проектот Справување со загадувањето на воздухот, кој се спроведува по програмата за развој на Обединетите нации во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и општините Куманово, Гостивар, Струмица, Кавадарци и Струга. Проектот е дел од рамковната програма финансирана од Кралството Шведска, вклучувајќи го и проектот јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти. 2004 година отпочнавме со заедничка иницијатива со UNDP соработка за проект во заштита на животна средина и намалување на загадување во градот, заштита на амбиенталниот воздух. Веќе 2025 година тргнавме со имплементација преку граѓански форуми, од каде што ги добивме и идеите за проектите за финансирање на два проекти во општина Куманово. Едниот се однесува на комплетна реконструкција на фасадата во основно училиште Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, или како граѓаните што го викаат изгорено школо, и вториот проект е исто така градежни активности на фасадата и промен на прозорците на музичкото училиште Панче Пешев во Куманово. Во овој проект, кој што е од вредност вкупна околу $340,000, општина Куманово учествува со сопствени средства од околу 10 милиони денари, а веќе за оваа година имаме предвидено и дополнителни 3 милиони денари во инвестиција на заштита од пожари, превенција од пожари и изградба на нови системи за противпожарно дејствување во училиштето Панче Пешев, музичкото училиште. Во оваа прилика најпрво сакам да се заблагодарам на донаторот на овој проект кој што обезбедува грант средства, а тоа е Кралството Шведска и амбасадорот кој што представник денеска го имаме, и секако за прекрасната соработка со UNDP, и воедно да ви известам сите дека веќе на претходниот состанок во општина Куманово разговараме со представниците на UNDP за продлабочување на нашата соработка и еден континуитет, бидејќи имаме долгогодишна соработка и заеднички апликации за дополнителни грант средства во многу области, особено поврзани со заштита на животната средина во нашиот град и нашиот регион. Денеска дојдов на посета во Куманово заедно со партнерите од UNDP да работиме на овој важен проект, во кој што работиме заедно со работка со општината Куманово, а и заедно под раководство и водство на градоначалникот. Станува збор за проект за подобрување на квалитетот на воздухот и намалување на загадувањето. Ова е важно политичко прашање не само во оваа општина, туку и во целиот свет, бидејќи во многу држави во светот. Ова е потребно не е стратешко политичко водство, потребни се конкретни ресурси, потребно за да се намали загадувањето, за да се зголеми енергетската ефикасност, за да се намали здравствениот ризик кој што го предизвикува загадувањето на воздухот, бидејќи ова е многу важно за да имаме еден јасен пристап за идни и подобар воздух, почист воздух за идните генерации. I'm very happy to be here back in Kumanovo today as we are visiting. Драго ми е што повторно сум во Куманово, да го посетиме училиштето, заедно со нашите партнери, со Шведската амбасада и со Куманово, бидејќи ова е проект финансиран од Шведската амбасада, но кофинансиран од општина Куманово. Заедно, работиме, тимот на градоначалникот работи на имплементација на овој проект за намалување на загадувањето на воздухот. Јас веќе имав важни зборувања, ова е многу важна задача, имаме најважната задача да се намали загадувањето на воздухот, но не само надвор, туку исто така и внатре, бидејќи децата кои што поминуваат долго време внатре во училиштето, исто така треба да дишат добар воздух за да се намалат здравствените ризици и во училиштето. Втората работа која што сакам да ја нагласам е дека со нашите два партнери, тоа е Шведска и општина Куманово, ние всушност даваме пример за тоа како треба да се работи, за да се подобри соработката, за да имаме за добробит на сите, пред се за сите граѓани на оваа држава. Веќе дискутиравме и со градоначалникот и со амбасадорот дека има можности да се прошири и да се продолжи оваа соработка и во иднина. Ова е работа која што моментално работиме, меѓутоа ова е исто така и можност да продолжи во иднината и ќе продолжи исто така соработката и во иднина.